Мојот следен гостин веројатно ќе мора да пропее на една многу важна политичка тема во Македонија, зашто човекот кој во еден период, мислам пред едно 10 години, изјави дека ако има потреба и ќе го запалам собранието при донесувањето на закон за бранители на Македонија, денеска повторно или денове повторно ја бранува македонската јавност. Зијадин Села, лидер на Алијансата, лидер на коалицијата Алијанса и Алтернатива. Нема 50 години, има 2 деца, доктор интернист кој речиси 3,5 точно. 3,5, да. Зијадин Села, ако Заев и Мицкоски формираат влада, само со македонски представници, ние ќе формираме наша албанска влада. Ја вулгаризирам вашата реакција, но прашањето е сега, од што бевте испровоцирани? Од идејата да направите албанска влада или од тоа да го прекинете моноговорот или етноцентризмот кај македонците и кај Мицкоски и кај Села, кој јавно пред аудиториум си се пазарат. Еве, ја тебе 12, ти бек мене 7-8 и ќе направиме влада. Благодарам. Повеќе е второто што вие го рековте, ама кога веќе се цитираат мои изјави, треба целосно да се цитираат. Само цитирајте се. Јас пак ќе го држам говорот. Добро. Јас се обратив со прашање до Заев и до Мицковски. Дали сте свесни дека со такви идеи ги исклучувате албанците од системот? А ако албанците ги исклучувате од системот, дали тие има право да го бойкотираат системот? А ако веќе се бойкотира систем, дали има право да прават паралелен систем? Значи, една нивна акција може да предизвика неколку реакции, а мислам дека законите од Њутон уште се важечки, нели? И не се, нели? А тоа важи и во политиката. И после беше другиот збор. Ако вие правите влада само со македонски партии, тоа значи дека и ние ќе треба да правиме и албанска влада, нели? Значи, ова е мојот говор. Повеќе, доста веќе со вакви големи зборови само за електорални потреби, бидејќи тоа е целта, тие свесни се дека нема да направат нешто такво. Доста ми е веќе и од изјавите на Али Амети за премиер албанец и така натаму, бидејќи премиер е, како јас би сакал да ги чуваме тие правила што се на демократијата. Премиер треба да биде човекот кој добива поддршка. Демократијата е волја на мнозинството. И тоа не треба да се заборави никогаш, нели? Ние треба, од друга страна, имајќи предвид реалноста која ние ја имаме, за да никој не се чувствува мајоризиран, да, ние треба да воспоставиме полека преку дебата, како разумни луѓе и политичари, за да спречиме мајоризација, треба да воспоставиме консенсуална демократија. Тоа е вистинска дебата која треба да се разговара. Овие други теми големи, од факултативни албанци, тврдам, велам јас. Бидејќи тие Али Амети и Дуи такви се станати. Тие се сезонски албанци. Во зависност, ако се локални избори, не им пречи рамо со рамо и со Љубе Бошковски да одат среде Тетово и Струга и да барат гласови со Заев заедно, да дава поддршка за истите кои викаше дека се криминалци за време на, нели, со аферите бомби. Сега пак продолжува само заради за овој период и дава секој ден ги менува изјавите. Еднош нема да правам која влада со Дуи, тогаш ако се повлече од барањето за албанец премиер игра. И мислам дека се играат со чувствата на граѓаните. Кој е бенефитот? Кој добива сега? Кој профитира? Ми се чини дека Заев и Мицковски свесно или несвесно на оден начин е зајакнаа позицијата на Ахмети со оваа варијанта. Но ми се чини исто така дека влегувајќи во формално или фактички водите на така наречениот етноцентризам, како и вие да го јакнете нивото на влијанието на Ахмети со албанец премиер. Не. Само сакав да покажам дека
Ако веќе треба да се зборува за такви теми, ние знаеме да зборуваме со такви теми. Нели? И не е Мети кој треба да зборува со такви теми. Јасно е дека Заев и Мицковски индиректно сакат да го кренат Амети за да обстои уште во политичката сцена. Не е некоја тајна, ако кажеме дека таков партнер барат во владење и СДСМ и ВМРО-ДПМН. Затоа не сега, него од 2009 година тие што го држат на власт ДУИ се или ВМРО или СДСМ. Јас го спомнав примерот со локалните избори. Ако не беше СДСМ, ДУИ немаше да добие ниту една општина, само со Кичево ќе остане, бидејќи таму ние не конкуриравме, нели, како партија. Но има и една друга работа. Вие сам 2013, која беа локалните избори, го победивте заедничкиот кандидат на оваа така наречена моноетничка коалиција ВМРО, ДПМН и СДСМ, мислам Кочовски дека беше, не сум сигурен. И станавте градоначалник. Така. Тоа значи дека вам немаше потреба од оваа логистика која сега на индиректен начин македонскиот табор ја бара кај албанците. Што значи важна не е етничкиот корпус, туку важна е идејата да се управува, да се менаџира политиката. Мислам дека и првиот дел е важен и ако ја гледате во суштина понудата на Алија Мети, мене повеќе ми личи како едно покритие за вистинската дискриминација што се случува долу. Јас, ако сум Заев и Мицковски, би ја прифатил таа идеја. Знаете ли колку тоа добро ќе звучи пред меѓународната заедница дека во Македонија има еден премиер кој е албанец, а од друга страна, кој кандидатот што ДУИ го нуди никако не представува некој интерес албански, повеќе представува некој интерес на некои си струи таму во СДСМ, стари струи, нели, и стари пријателства. А од друга страна, тоа би било покритие на тоа што секој ден се случува. Политизирана правда, етничка правда, монтирани политички случаи, од ден денеска, убиецот на малиот Алмир, 4 годишен е на слобода. Нели, тоа е скандалозно. И бидејќи се реквалификуваше случајот од убиство со намера во сообраќаен случај, со последици и смрт. Нели? Тоа е скандалозно. Од друга страна, секој ден гледаме под режија на СДСМ и на Заев, бидејќи тие биле на власт и уште се денеска, само преку една изјава граѓаните македонци им го земат местото на албанецот, турчинот, ромот и така натаму. И тоа се 1000 случаи. Тоа е скандалозно. Тоа е непочитување на некои важни документи кои ги имаме ние во државата. А тоа е се Охридскиот рамковен договор. Принципот на правична застапеност, за кој ние затоа тврдиме дека треба да има закон сега. Нели за тоа? За да секој го зема местото што му припаѓа. Нели? И затоа мислам дека... Само еден момент. Кажете. Ако се донесе таков закон и ако да си го земе местото што му припаѓа, тоа значи дека ќе се гетоизираме, албанците ќе си ги избираат своите на местата што им припаѓаат, врз основа на кои критериуми? Зошто тој случај вие паѓате во некоја замка на етнички клучеви, не на квалитет. Денеска албанците имаат 20.000 образовани луѓе. Ние не тврдиме дека ние треба да ги затвараме овие етнички прашања. Овие етнички прашања треба да се затварат кога веќе ќе се решават. Ако за вас, ако е во ред, например, во основниот суд во Тетово да има 14 суди македонци и само 4 албанци, за мене не е. Ако паралелно на тоа би имале во Штип, например, 15 албанци и 3 македонци, суди, тогаш во ред. Ама го немаш тој случај. Затоа треба ова прашање да се покрене. Затоа стои во Уставот и треба да се почитува. Мислам дека сериозни политичари си почитуваат устав и закони. Така ли? И тоа треба да се почитува од било која политичка партија. Кога велите
во одговорот на Заев и на Мицковски, ако сте исклучени од системот, ќе направите сами... Ево, например, албанците, ако ги исклучат од системот Заев и Мицковски, што ќе прават? Ќе го почитуваат тој систем? Или македонците? Во некоја си обратна ситуација. Која ќе биде реакцијата ваша? Не, мене, ако не е ова изборен трик, многу посериозно ќе разговараме за овие идеи кои се прилично стаклени нозе во услови на една важна констелација на односите. И најмалку му треба на Заев, бидејќи уште имат, тој е политичка партија која е на власт, да излезе со такви идеи, најмалку. Такви идеи ќе провоцират други идеи. Така. Тоа е да заокружиме. Коалицијата на Алијанса и Алтернатива со мото или со наслов на програмата "Сега е време". Зашто е сега време? За промена. Каква и промена? Демократија, секако. Како прво, албанците живеат 18 години во монизам. Политичката партија која владее со нив во албанското општество, која од 2002 е на власт, е ДУИ. И имаме потреба од промена. Бидејќи таквото владење на ДУИ низ години, албанците се чувствуваат разочарани. И тоа е причината, една од причините зашто секој ден си бегат. Самата промена донесува нова енергија. И со тоа планираме барем да го намалиме овој интензитет на напуштање на државата на младите. И треба промена од аспект на начинот како се води држава. И треба промена во, бидејќи нашата програма се вика држава за сите. Промена во правниот систем. Треба еднаш за секогаш сите да одговарат кои биле учесници во политички организирана корупција или криминал. И не треба тук така да дозволиме да се затворат тие предмети. Ние во нашата програма обеќаваме дека во првите 100 дена владата ќе се обрати со барање до Европската Унија, главните членки Франција, Германија и Холандија, со која ќе побараме да дојдат во Македонија тим суди и правобранители кои како прво ќе ги отварат сите затворени предмети во кои има сомнеж за корупција и за криминал. Второ, барање, треба мониторингот кој Европската Унија преку нивни експерти го прави во Украина и земјите на истокот. Истиот мониторинг ќе се побара да се воведе и судството кај нас да се мониторира од Европската Унија. Тоа би значило дека во судот за организиран криминал во секоја седница тие ќе бидат присутни. И не ќе може тук така политички да се донесат одлуки врз база на тоа кој е на власт и кој е на опозиција. И држава за сите би значило дека правда треба да има за сите, без разлика дали си премиер или бивш премиер, министер или бивш министер. Спомнавте двата случајот со убиството на 4-годишниот, ајде да речем се, малото детенце. Имате ли чувство дека има дискриминација? Па да, има. Во правната процедура, во правните постапки, во одредувањето на казните, несразмерноста на казните? При што, морам да ви кажем дека ми од целата таа работа, ако на тоа дадеме етнички префикс, шеф на Врховен суд е албанец. И сега мислите дека е тоа некој баланс? Знаете што? Шеф на Врховен суд е албанец, тамо се гласа за секоја одлука, не знам дали е стигнат предметот до тамо, уште не е стигнат, нели? Ама не знам, например, овој, не знам, понудата за премиер албанец, колку е албанец. Сега, тие работи, колку си албанец или македонец, се релативни работи.
Нели? Па до таму ли стигнахме Ама, да ги мериме мисловните и физичките карактеристики? Не мора да значи дека зборуваш некој јазик и тоа си. Нели? Јас повеќе сакам да зборувам колку се праведни луѓето. И ево да ви давам пример дека така е. Иако може да изгледа болно. Да земеме еден случај каде што жртвата е албанец, а насилникот е македонец, и да земеме случај каде што жртвата е македонец, а насилниците се албанци. Случајот Алмир и случајот Никола Саздовски. И стално ги правите тие паралели. Ама, Ја морам да ви признам дека со право, бидејќи покажува брутални се казните за младите албанци. И начинот на кој се направи. Јас не велам дека не треба да се казнат. Да, треба да се казнат. Дичи младо момче не е жив денес. Без разлика кој како што. Значи, начинот на кој се донесе и се реквалификуваше случајот беше многу низак. Многу назад. Грчка демократија. Кога правдата се делеше во толпа. Имаше еден протест, памтите ли? Да. Од комитите, и одма после тој протест се реквалификуваше случајот од физичка пресметка со последица смрт во свирепо убиство. И како резултат сите тие 19 години се во затвор. Сите тројца. Нели? Значи, тоа ти велам дека, за жал, судството во Македонија и одлуките се дава според име и презиме кој го имаш. Така не бива држава. Не градиме држава така. За еден села, ајде да не влегуваме у сферата на кантонизација, да се спуштиме на нивото на прагматичноста. Ако 18 години велите дека сте дискриминирани албанците и така натаму. И јас прашувам, Тетово е воден со години од страна на албанец. Ти реков релативна е таа работа, но Бевте градоначалник на Струга, да. Ве наследи Мирко со сесрдна поддршка на СДСМ, а мислам потајно дури и на ВМРО. Се прашањето е, кој тоа и смета на Теута Арифи Тетово да го спастри, да направи еден пристоен град, а да не биде џунгла на асфалтот? Што му фали на Мерко како инструменти да тоа што вие како градоначалник го најавивте ке уривам дивоградби, сега да не ги урива. Да стане тоа исто така џунгла на езерото. Тоа е ментален склоп или политичка логика? Тоа е ментален склоп креиран од политичка партија која со соживот со урбаната мафија и со криминалците на оваа држава. Нели? И тоа што јас почнав да го направам во Струга, а тоа е со еден збор да го почитувам законот. Секој кој што имат дозвола за некој си објект, никој не е чепкан од моја страна како градоначалник. А сите нелегални објекти јас почнав процедура за да ги рушам и да го чистам езерото. Знаете на кој момент ме вративте? Држеше седница собранието. На власт беа ВМРО и ДУИ. И за да ме спречат мене за да го спасрам езерото од дивите објекти, гласаа закон, дури закон гласа, со мнозинство пратеници. И сега ми е прашањето, зошто има потреба едно собрание да гласа закон за мене да ме спречи Струга да биде нормален град? Кој им помага на таквите менталитети како Мерко и Арифи, за да во Тетово и Струга да имаме нередие и не да имаме законитост. Нели? Што им пречи сега на владата да воспостави ред во Струга? А веќе е почнато во Охрид истото да се направи. Нели? И вие сте во право во овој дел, па ја ви велам дека релативна е таа работа, колку си албанец или колку размислуваш албански, а мислам дека треба да се размислува за сите граѓани, не само за една категорија на граѓани. Тоа би било премиерот кој треба ние да го имаме како општество, ако треба да бидеме ова општество и ова држава. Мили? И тука е мојата идеја.
Ние не треба да имаме ниту македонец премиер, ниту албанец премиер. Ние треба да имаме премиер кој ќе ги гледа сите еднакво, без разлика дали се македонци, албанци, турци, роми и така натаму. До сега сме имале македонец премиер. Нели? И не е решение ово другото решение. А од друга страна, вие се во право и во еден дел, кој го спречава Теута Арифи и дуи 18 години, денес до ден денеска тетово е да е без вода за пиење. И тука сте во право. Ево еден одговор. Деновиве во Боговиње со приватна иницијатива е почната од едно село, само инвестираат синичани да носат вода за пиење во нивното село. Знаете ли дека системот, полицијата ги спреча? Зошто? Што е мотив? Затоа што водата и природното богатство на тетовчаните преку канал се носи во Маврово, а Тетово нема вода за пиење. Мавро е резултат на сите води од Шар планина, што се носат во тоа експлоатација Чомовски. Треба да се запират вакви идеи, вакви начини, кога се земат парите. Сега, јас мора да го кажам ова. Албанците кога те гласаат и ти дават легитимитет, збор толку многу употребуван од страна на Дуи Али Ахмети сите овие години, за премиер на албанците те гласат. Така ли? 18 години Али Ахмети е избран премиер на албанците, ама никогаш не е биден тој премиер тука за да го брани буџетот. И даноците на албанците кога се носело буџет низ овие 18 години. И секогаш кога се носело ребаланс на буџет и така натаму. Имаме многу примери од Чомовски. Ние имаме експресни патови и автопатишта во Источна Македонија, каде што просечно, дневно, циркулираат не повеќе од 3000 возила. А немаме никаква инвестиција во патот каде што секој ден поминува Али Ахмети и Тетово гостива, каде што дневно одат над 13.000 автомобили. Немаме никаква инвестиција патот Тетово Јажинце, каде што секој ден кружат над 11.000 автомобили. Значи тука ја гледате дискриминацијата. И знаете и во кој друг дел, тоа што ние го зборуваме, веќе се покажа. Знаете ли кој повеќе користи ова социјална грижа сега за време на пандемијата? 65% тие корисници се албанци. Тоа значи дека 65% бедата е кај албанците тука во Македонија. Добро, ја не верувам дека вие сте убедени во бедата на албанците со оглед на фактот дека 200 милиона годишно се инфузираат од диаспората албанска, да речем условно. Чекај, ние сме внатре во системот, плаќаме даноци, мислам дека ние тие даноци треба да ги гледаме и во плати, и во работни места. Тоа значи дека тие кои се невработени и кои се станали социјални случаи се албанците. Тоа е она символиката на тоа. Но тоа е логика ако пазарот определува, пазарот кој ќе определи вработување врз основа на економски интереси. Ако фирмите во тој дел каде што доминираат албанците може да создаваат дополнителна дејност и нови работни места. Зиеден Села, шеф на коалиција или водач на коалицијата Алтернатива и Алијанса, што очекувате? Разните сондажи од фаворити, победници, второ место и така натаму. Што е вашата перцепција? Сигурно дека ќе бидете важен фактор во идниот парламент. И сосема на крај, кој би ви бил партнер? Ахмети или Мицковски и Заев? Значи, ние победуваме овој пат, Чомовски. Коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива ги победува изборите. Спомнавте анкети... Интересна констатација. Само вие и Заев зборувате дека време е дуи да заменува опозиција. Па и тоа е неформална коалиција. И албанци. И албанци, добро. Ние победуваме на овие избори и мислам дека денеска овие денови многу слушаме анкети кои излегуваат секој ден, нели? Ама добро е што веќе има пример во Хрватска анкетите ги овие анкетите ништо не погодија. Нели? Јас одамна сум давал идеја дека треба да се забранат
анкети за време на кампања, бидејќи за жал не мерат мнение, него стварат. Чекај, немате доверба, например, како што сега излегува бомбастично американски единствена, институти и така чека, американски институти кои, не знам, многу лесно може да се, кои ако влегуваш внатре имат само 1 паунд во дворот. пари и еден вработен, нели? Тоа се пари платени од политички партии кои ги имат тие пари за да ги ориентират гласачите, имајќи предвид дека ние уште немаме демократија. На земја има демократија, тоа златно правило е. Колку што е развиена средната економска класа. Каде е тоа кај нас? Го нема. Нели? И преку овие сондажи, анкети се ствара мнение за овие сиромашни граѓани кои мора да размислуваат со стомак, а не со глава. Нели? И случајот на Хрватска покажува дека анкетите се плаќаат и никој немат погодено и имат направено голема грешка при овие резултати. Единствена која имат погодено е Ипсос, која правеше една анкета и за Македонија, каде што Али Ахмети беше после Зијадин Села, што го тераше Али Ахмети со ова идеја за албанец премиер, нели? Тоа беше случајот. И тоа покажува нешто. Единствено што го погоди анкетите во Хрватска беа тие, нели? И затоа ви велам, ние победуваме. А со кого ќе коалиционираме? По 100 пати, кои имам кажено. Како прво, ајде, важи ред. Како прво, ние имаме некои услови и мислам дека државата не треба да се врати назад од тоа што е постигнато за членувањето во НАТО. Треба да направиме напори за да што побрзо бидеме членка на Европската Унија. Тие се една од главните насоки кои ние како коалиција ги имаме, нели? Како второ, Чомски мислам дека така треба да функционират нештата. Денот на гласање, гласачите ќе гласат за нашата платформа и идеја, не заради тоа што сме, не знам, некои си имиња таму. За програма треба да не гласат. И од моментот кога нашата програма ќе добие легитимност и ќе ги победиме изборите, од тој момент јас не сум Зијадин Села. Јас сум ветувањето кои тие граѓани го имат глас. И ќе седнеме... И не сте представник на албанците, туку сте представник на граѓаните на Македонија. Тоа е важна констатација во разбирањето на политичкиот систем. Јас имам имам кандидати во сите изборни единици. Ги повикувам сите граѓани да гласат за нашата коалиција. Нашата коалиција гарантира дека работите ќе бидат поинакви и ќе има пред се правда и ќе има и конкурентност во ова општество, ни треба тоа, ама од друга страна никој да се не надпреварува и да гази врз главите на други за да стигне негде. Благодарам. Тоа беше гостинот во утински брифинг во рамките на серијата разговори што со челници на изборни единици, лидери ги правиме во утински брифинг 2 недели наназад. Зијадин Села, ви посакувам да издржите до крајот на изборите, а ќе се видиме откако ќе ги добиеме изборните резултати. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.